Македонија денес е програма во која што голем број на гости имаат присуствувано во нашето студио, кои што со своите приказни секако допринеле да се покрене и свеста кај нас. Во овој случај мене ми е навистина драго што во нашето студио повторно се сретнуваме со гостин кој што беше во јули месец дел од нашата емисија со една единствена желба да му се трансплантира бубрек и да му се овозможи секако квалитетен живот. Во тој момент желбата негова беше за вкрстена донација. Беше подготвен секако да замине во Турција, каде што ќе си овозможи трансплантација на бубрек и ќе продолжи, како што кажав понатаму, со квалитетен живот. Но се случи она за кое што верувам дека и тој самиот можеби во тој даден момент не веруваше дека ќе се случи. Трансплантацијата е извршена овдека во Скопје од кадаверичен донор. Сашко Петров денес се чувствува одлично и е повторно во нашето студио, заедно со претседателот на Сдруженијето Нефрон на бубрежно болни, господинот Душко Ѓоргиев, кој што редовно и секако со многу љубов и ентузијазам се труди да се покрине свеста за донирање на органи, за органодарителство и секако за подобрување на состојбата на бубрежно болните во Македонија. Во Македонија ќе се случи првата меѓународна средба на диализирани и трансплантирани пациенти од 11 до 14 овој месец во Струга, а таму секако место ќе земе и нашиот денешен соговорник, секако сето тоа под организација на Сдруженијето Нефрон, а во нашето студио токму денес го имаме претседателот на Сдруженијето и Сашко Петров, трансплантиран пациент. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро. Мене ми е драго што сте редовно наши гости во студиото на Македонија денес, а уште подраго и среќна сум што приказната на Сашко Петров доби еден навистина убав, Петров еден среќен крај. Не очекуваше во јули месец дека ќе се случи една ваква можност да добиеш бубрек од кадаверичен донор. Добро утро. Сите гледачи, како прво, поздрав. Не очекувавме се случи. Тоа што се случи, така требало да биде. Да, во нашата емисија секако тогаш ја изрази желбата и јавно секако апелираше за можноста да се донираат органи, да се покрене кадаверичната трансплантација овдека во Македонија, да веќе на 4 јануари годината започне на вистина убаво. За тебе ја добиеш можноста да добиеш компатибилен бубрек и сето тоа секако да го промени квалитетот на твојот живот. Како реагираше на оваа состојба? Па, почеток од трансплантација бев повикан веќе ноќта, 3/4. Трансплантацијата беше изведена од нашиот тим на лекари, доктор Тосчев, доктор Спасовски и другиот тим, кои што тие беа главните улоги или личности, да ги наречеме. Помина во недобар ред, трансплантацијата беше супер. Веруваш ли дека во Македонија постојат такви семејства кои што на својата тага и во својата најголема болка ќе се сетат за здравјето на другите луѓе? Па, кај нас уште тоа не е, така да кажем, информирано. Со медиумите се почнува да се информира, благодарение на медиумите најмногу, трансплантациите почнува кадавер да заживува. Пред мене имаше една трансплантација 2018 година, после 2019 уште 2 кадавер трансплантации, што значи дека почнува да заживува и кадаверот кај нас во Македонија. Сега се чувствуваш добро? Да. Кој е сега третманот и како е сега начинот на живење, колку се промени по кадаверичната трансплантација? Па, начинот на живење променет 100%. Ми се чини дека сега неделата трае 10 дена, не е 7 дена више. Тие 3 дена поминати на врзан за апаратите и по 4 до 5 сати на диализа. Тие 3 дена плюс доваѓаат во неделата. Малку подобар живот, многу подобар, не малку, но многу подобар живот. Благодарение на семејството, на фамилијата која што се одлучила да го во момент на тага да го дарува органот за ние понатаму да имаме среќа да бидеме среќни со нашите фамилии во формување на семејства. Да, во тој момент, освен твојот живот, спасен е животот на уште едно момче од Гостивар. Да, уште едно момче од Гостивар заедно. Поздрав до него и неговата фамилија, кој што исто така и тој е добро се чувствува. Благодарение тука на Сдруженијето Нефрон, кај што членуваме редовно во него, со помош на претседателот, другите покрај него, почнува да заживува трансплантацијата.
Да, веруваме дека понатаму ќе има уште вакви успешни приказни кои што ќе се споделат со јавноста, се со цел секако да се покрене свеста нели кај граѓаните во однос на органодарителството и на кадаверичните трансплантации кои што навистина знаат многу од корен да го променат квалитетот на живот на луѓето кои што имаат проблеми. Ти долго време секако беше, како што кажуваш, и на диализа и со променет начин на живење, но ете сега имаш нова енергија во себе, но и понатаму продолжуваш да се бориш секако за бубрежно болните луѓе во Македонија, делуваш во Кочани во подружната единица на Сдруженијето Нефрон, каде што даваш поддршка на пациентите. Да, секако. Продолжуваме да се бориме, има многу млади пациенти кои што се исто така како мене на диализа подолг период. Со Сдруженијето се трудиме со вашите медиуми и со телевизиите да помогнеме многу луѓе кои што можат да даруваат. Голема благодарност до нив, кои што тоа е голема одлука во најголема период на тага да се одлучат да даруваат орган од нивниот брат, сестра, мајка, кои што може да се искористат. И така. Да, се гледа задоволството и среќата, а тоа нема цена и во секој случај верувам дека барем на начин колку толку малку се ублажува болката на фамилијата во тој момент, знаејќи дека губејќи го своето чедо спасуваат два други млади животи кои што неизмерно ќе бидат благодарни за оваа постапка до крајот на својот живот. Па моментално кај нас во Македонија имаме само трансплантација од бубрек, кај што може да се спасат многу други органи да се искористат. Црн дроб, кај што може да се моментално само бубрек се трансплантира во Македонија. Да бидеме хумани понатаму да ги иницијатираме едноставно фамилиите кои што можат да даруваат, кои што се, како да кажам, едно големо благодарност, тоа нема цена на таа благодарност. Да. Навистина ми е драго што ете оваа приказна слушаме утрово во Македонија денеса на првата меѓународна средба на диализирани и трансплантирани пациенти во Струга. Уште многу вакви приказни ќе бидат споделени. Господин Георгиев, одлучивте една ваква средба да направите во Струга и да на едно место соберете дел од трансплантираните и диализирани пациенти од југоисточна Европа. Така е, ево, убав повод да се гостува кај вас, ние сме ваши гости почесто, меѓутоа денеска зборуваме за две убави работи. Прекрасно е чувството да се поред себе има млад човек кој што го продолжува животот на еден нормален начин. Кога останатите не веруваа, Нефрон се бореше. Ние имавме застој од неколку години, 3 години немавме кадаверична трансплантација, меѓутоа Нефрон ја водеше кампањата согласно своите можности, капацитети и стално ја подгреваше, за тоа зборувавме. И чувството е прекрасно да за неколку месеци имаме 6 пациенти кои што добија кадаверични бубрези, не рачунајќи ги оние кои што имат од познат донор, каде што трансплантацијата оди нормално. Тоа значи дека тимот функционира. Значи имаме национален координатор кој што се врши својата работа, имаме тим за трансплантација кој што е достапен 24 часа, таков и случајот на Сашко, ноќта во 1, во 2 саатот се појавува орган, поканете и не само тој, повеќе пациенти и тамо кај што најмногу одговара органот се пресадува. За среќа на Сашко, тој беше сега, се надеваме утре дека ќе биде некој друг пациент. Што се однесува до средбите, ние успеавме да добиеме, да бидеме домаќини на првите меѓународни средби на Југоисточна Европа. Средбите, како што рековте, ќе бидат од 11 до 14 овој месец во Струга, во хотел Дрим. Имаме најавено скоро од сите земји членки на мрежата на Југоисточна Европа. Ќе се сретнат преку 100-150 диализирани, трансплантирани пациенти, не само бубрези, тука имаме и срце, и панкреас, и црн дроб, и значи ќе се разменат многу искуства, ќе се разменат приказни, ќе се потикне, ќе се влее нова енергија за да се истрае во она што Нефрон го прави. Ќе имаме едукативен дел
каде што ќе бидат вклучени нефролошката клиника, уролошката клиника, тимот за трансплантација ќе биде тимот на националниот координатор Ману Академијата на науки ќе биде, значи врвните луѓе ќе зборуваат пред своите пациенти. Секако дека ќе имаме и онај спортски дел каде што пациентите ќе се надпреваруваат во 5-6 дисциплини, за најдобрите ќе има награди. Јас очекувам дека и Сашко ќе се појави на тие игри, затоа што редовно на сите игри кај што учествуваше, носеше медали и пекари, дури на средбите прошлата година во Босна беше прогласен за спортист на настанот. Така да ќе имаме убав настан, медиумите веројатно ќе го проследат на ова, а сето тоа е благодарение на нашите поддржувачи, симпатизери. Јас не можам да не ги спомнам овде концесионерите за диализа Диаверум, Систина Нефро Плюс, Алкалоид, Ронтис. На наше големо изненадување ова година, без наше барање, се појавија фирми кои што го препознале настанот и нашата борба и сами се понудија да го поддржат тој настан. Тоа се Евротип од Битола и Голд Слоу. Да, во секој случај општествено одговорни компании кои што сакаат да помогнат и да ја подобрат состојбата на лицата кои што чекаат трансплантација, лицата кои што се трансплантирани и кои што се на диализа. Ова ќе биде настан каде што ќе се соберат голем број на пациенти кои што го поминале истиот овој пат кој што го поминуваш и ти, Сашко, односно го помине и среќно се како завршува целата оваа твоја приказна. Што очекуваш од оваа прва меѓународна средба да се промени во однос и на свеста овдека во Македонија и во кај вас се пациентите? Па како прво, прв пат оваа година сме домаќини во Македонија. Кај што одиме во другите земји на југоисточна Европа, очекуваме да бидат присутни сите гости кои што се поканени, кај што имат потврдено дека ќе пристигнат на средбите. Очекуваме дружба, размена на искуства со трансплантации во некои пациенти кои што се спремат за нови трансплантации, да бидат, како да кажеме, ослободени малку од тоа, немаше да се плашат. Ништо не е страшно. Тимот е подготвен и функционира безпрекорно. 24 часа слободно. Едноставно голема дружба е тоа на Југоисточна Европа, на сите земји што се претходно во бивша Југославија. Да. Господин Дучко, за вас уште едно прашање. Задоволни ли сте од промените кои што ги гледате во последниот период во однос на трансплантациите, кадаверични трансплантации, сето она за кое што вие како здружение низ годините назад се борите? Секако дека сме задоволни. Убаво е нешто кое ќе вроди плод. Значи, сите карики кои се вклучени во трансплантацијата функционират, но Нефрон ќе испрати повторно апел. Не смеат неколку трансплантации да не замеат и да кажеме дека ето се е постигнато. Секогаш може повеќе. Имаме ние доста пациенти кои што чекат трансплантација, имаме пациенти кои што чекат не само бубрек, него и други трансплантации. Треба да се работи на тоа да заживее и трансплантацијата на другите органи. Се надевам дека со исчекор кое што го и Министерството и министерот најави влегување директно или индиректно во Евротрансплант, дека ќе возможим и тие пациенти да бидат трансплантирани. Ние и понатаму ќе работиме на ова. Се надевам дека во националната кампања се вклучува сега и Министерството пошироко, за да можеме медиумите тука одигра една многу голема улога и се надевам дека тоа ќе се интензивира и ќе се продолжи и ние ќе зборуваме стално за тоа. Затоа што ова тема заслужува и трансплантацијата е еден индикатор на здравството во државата. Значи, чекорите се направени, треба да продолжиме и да работиме
што повеќе пациенти да бидат трансплантирани, на тој начин ќе се ослободат и многу средства, затоа што трансплантираните пациенти коштаат многу помалку од пациентите на диализа, каде што големи средства од вкупниот буџет на фондот се одделува за пациентите на диализа. На тој начин ќе се ослободат средства за другите ранливи категории, а пациентите ќе добијат еден нов живот, еден поубав живот. Чувството е прекрасно. И 10 дена во неделата, како вели Сашко, 10 многу повеќе време за така. се. Се гледа на смевката секако разликата во однос на вашето претходно гостување одека во студиото. Морам да забележам и да приметам дека сега сте навистина поопуштени, секако се гледа промената во вас и во задоволството кое што го имате од трансплантацијата, која што ви беше овозможена и која што комплетно го промени вашиот живот. Еден од ретките кој што има оваа можност и среќа да го добие потребниот бубрек за да продолжите понатаму да функционирате. На кој начин вие сега ќе се борите за да се промени состојбата во Македонија во однос на кадаверичните трансплантации? Сметате ли дека може да помогнете како индивидуалец, како трансплантиран пациент да се покрене свеста кај граѓаните да донираат органи? Па, секое ново информирање, секоја нова информација, секое ново дружење со нови личности мора со помош на здруженијето и со медиумите како на прво место ги ставиме да ја потикнеме свеста на луѓето се што може да се искористи од луѓето, од така да кажеме од починати да се дарува, да се спасат многу човечки животи, да се подобри животот. А животот на диализа е многу тешок. Тај ден го како да ти изгубен више. 3 дена во неделата си врзан за машината, мораш да бидеш присутен таму. И сега, како што кажав претходно, неделата трае подолго, уште тие 3 дена се многу осеќаат на подобар живот, слободен, кај што сакаш можеш да одиш, не си врзан. Ќе ги потикнеме секако гледачите да размислуваат во правец на органодарителство и секако на начинот на кој што може да се спасат многу животи. Верувам дека и на оваа меѓународна средба ќе има многу теми кои што ќе бидат отворени. Ќе се видиме ние повторно во некоја следна прилика. Ќе ви се заблагодарам за денешното гостување. Ќе ви посакам да помине на вистина се во најдобар ред и да бидете вистински домаќини, како што знаете всушност и да бидете. Сето тоа е организирано веројатно на високо ниво, па од 11 до 14 очекуваме информација од овие меѓународни средби на диализирани и трансплантирани. Видете наши гости таму и ќе видите како сме ние домаќини. Да, сигурна сум дека тоа е на едно високо ниво, како што кажав, и дека пред се ќе биде и вистинско уживање и дружба и спорт и рекреација за сите пациенти. Ви благодарам Душко за сето она што го правите како Нефрон, па верувам дека како што кажав ќе имаме можност повторно да зборуваме за оваа тема. Секако дека ние ќе се видиме, инаку како Сашко ќе помогне. Во кампањата животните приказни на нашите пациенти се најголема кампања. Во секој случај ви благодарам многу за гостувањето. Ќе продолжиме понатаму да ја информираме јавноста за сите случувања во вашето здружение и се гледаме во некоја следна. Благодарам за одвоеното време.